Двете најголеми партии ВМРО, ДПМН и СДСМ се уште се воздржани за новата неформална идеја на Брисел за брза интеграција преку постепено зачленување без право на глас за актуелните кандидати, меѓу кои и Македонија. Без јасен став за планот, двете партии преферираат полноправно членство во ЕУ, но различно го објаснуваат застојот на Македонија во евроинтеграцијата. Владеачката ВМРО ДПМН тврди дека македонската дипломатија работи на влез во ЕУ како достоинствена држава. Оваа ситуација е врз база на хипотеза, односно хипотетичка ситуација во која што Македонија е спомената како членка на Европската унија, но сепак да оставиме на времето да видиме што ќе се случи, бидејќи оваа одлука е произнесена од војната помеѓу Русија и Украина. Така што, доставиме на времето, македонската дипломатија продолжува со офанзива, односно да работи за влез во Европската унија како горда и достоинствена држава. Од СДСМ вела дека ќе се изјаснат за идејата кога таа ќе стане официјална. Тие се за полноправно членство, но сметаат дека власта води анти-ЕУ политика. Доколку стане и официјална ова позиција на Европската унија, дури тогаш може да се разгледува. СДСМ е за целосна интеграција на Северна Македонија во Европската унија, вклучително и полноправно членство со сите права, секако меѓу кои и правото на глас. За жал гледаме дека ВМРО ОКГ и Мицкоски не сакаат во Европа. Тие водат антиевропска кампања, представувајќи Европската унија како булинг кон Македонија, наместо да признаат дека критиките од Европската унија се резултат на неисполнети обврски и реформи кои што се неопходни за членство во Европската унија. Идејата за постепено зачленување во ЕУ се споменува уште од 2018-та, а повторно стана актуелна кон крајот на 25-та поради мировниот план за Украина. За да се влезе во планот, кандидатите мора да ги исполнат двата услови: усогласена со заедничката надворешна политика на ЕУ и исполнување на критериумите за владење на правото. Најгласен во промоција е албанскиот премиер Еди Рама, додека Црна Гора ја отфрла идејата сметајќи дека заслужува полноправно членство. Според премиерот Мицкоски, Македонија се уште ја гради својата позиција, бидејќи со неа ќе се избегне бугарското вето, но останува условот за уставни измени. Слично мисли и Србија, па Вучик поддржува постепено членство, но без услови за Косово и санкциите кон Русија. Катерина Нешкова, Сител телевизија.